Средбите на раководството на ВМРО ДПМН со представници на задграничните комитети од повеќе земји во Европа, во Женева, Тринген, Лозана, Паерн, се заокружуваат со пораките за обединување, заедништво и посветеност за подобар живот во Македонија. За сите пораки кои беа упатени сите овие денови од Швајцарија, разговарам со пратеникот и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Драган Ковачки. Господине Ковачки, ви благодарам за одвоеното време. Еве накратко да направиме еден сублимат кои се пораките кои беа испратени од сите овие средби. Ви благодарам на поканата. Па вака, со делегација на ВМРО ДПМН, предводена од председателот Христијан Мицкоски, подпредседателот Александар Николовски, сме во посета на нашите задгранични комитети во Европа. Средбите се одржуваат на тлото на Швајцарија, значи имавме средби во со задграничните комитети во Женева, понатаму во Лозана. Денеска сме во Тринген, гледате, една прекрасна атмосфера, една многу убава енергија од сите нашинци кои што се иселени тука во оваа држава. Сакаме да им упатиме пораката дека секој глас е важен и дека сите се потребни назад во Македонија за да го дадат својот глас против ненародната власт на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ, односно на власта која што не си ја сака Македонија и власта која што ја разграбува Македонија. Че станува збор за една анационална власт. Нашите во Швајцарија па и во Европа се многу свесни за тоа каква власт имаме доле во Македонија и она што го гледаме на терен, односно можевте и вие да видите, бевте присутни внатре во салата, видовте колку голема и колку убава енергија има, значи еден огромен број на луѓе останаа надвор од просторијата, не можеа внатре да влезат да слушнат какви пораки имаме да пренесеме. Корупцијата и криминалот во Македонија не се само проблем на државјаните, туку и диаспората го гледа тоа, посебно кога прават една споредба со земјите во кои живеат, економски развиени земји, каде многу подобро се функционира. Какви се гледиштата на диаспората? Што велат? Може ли нешто да се промени? Апсолутно така. Убаво го сублимиравте вашето прашање. Од наша страна, факт е дека е пренесена пораката дека во Република Македонија, доколку сака Република Македонија да се развива, ќе мора да бидат симнати овие структури, овие насилници кои што се во моментов на власт и да го вратиме редот и правниот поредок во Република Македонија. Во Македонија мора да владее правото и мора да владеат законите. Тоа што нашиве тука го гледаат и начинот на кој што се развиваат овие цивилизирани, односно европски држави, да биде пример како да ја движиме Македонија напред, а не да продолжиме по овој пат кој што е во моментов.